Почитувани колеги, почитувани граѓани, јас денеска навистина сакав да се обратам до новите заменици, но ги нема. Не се ни во галерија, претпоставувам такви се протоколите и ќе се сведе ова на еден вид на изгледа пратенички прашања кон претседателот на владата. Така ќе му дојде, бидејќи не слушнавме ни во вашиот говор ниту еден збор за нив. Не слушнавме за ниту еден заменик министер, не слушнавме кои се нивните квалитети, начинот на работа, кои се оние проекти што ќе ги водат и за што ќе бидат задолжени. Но не се, јас нема да зборам за нивните компетенции. Може би се навистина квалитетни луѓето, може би не, ќе покаже времето, ќе покаже наредниот период и граѓаните на крајот ќе бидат судот. Но јас знам дека оваа мафијашка влада ќе размислува само како на освета, на реваншизам, како на да се загорчи работењето на опозицијата и така натака, но сепак ја ќе зборам за други теми што се многу важни. Се разбира, темите во економијата, темата за здравието и ковидот е многу важна. Оние сите теми што се за струјата, поскапувањето, обичниот човек како го живее секојдневниот ден, но две работи мислам дека се приоритет, според мене. Вчера говоревме долго. Дали знаете, господине Зоран Заев, дека вечер ќе дојдат пред влада мајки што ќе плачат, бидејќи не знаат што да прават со своите дечи? Дали знаете дека тие жени сакаат да се вратат на работа, но не можат, оправдано? Дали знаете дека тие жени не се криви? Оваа ситуација е воредна ситуација. Додека се одржуваа лидерски средби, знаете многу добро додека се носеше воредна ситуација, се збореше за нови уредби со сила за закони за марихуана, за лиценци и така натака, но изгледа во тој период се пропушти една шанса за овие луѓе. За 10 дена или не знам за колку дена треба дечињата да почнат во училиште. Никој не знае оваа земја дали првачињата, вторачињата, дали оние од 5-то, од 6-то деление на кој начин ќе водат настава, во кој град, во кој село, какви се условите. Ја ова го зборев во изборна кампања. И дури ми беше мило што тогаш беше носител и Арбер Аден, што ми бил колега. Ја го почитувам, но ова прашање го отварав и тогаш. Ние за 10 дена не знаеме у каква нормална земја нашите дечиња ќе учат. Јас имам 2 дечиња, јас навистина не знам. Иако вчера имаше одлични дискусии и од опозицијата, но и различни толкувања како треба да се почне оваа настава, никој се уште не знае. Додека во јавноста главна тема е дали треба на албанци да им се даваат субвенции, дали на другите етникуми треба да им се даваат, тема која е второстепена и оној што е квалитетен треба да добие работа. Најдобрите нека се вработуваат, а не по етничка основа. Туку овие мајки на дечиња треба да им помогнем. Ја не го зборувам колку онака да го зборам. На тие лидерски средби каде што ви инсистиравте дали ќе има на 3, 5, 7, 15 избори, сега лидерска средба треба за ова прашање. Веднаш да се реши. Дај да не ги вадиме очите за секое прашање. Ако сме опозиција, ако сте власт, некои работи може да најдеме решение. Еве, гледате денеска согласно протоколот замениците, зборам на здравство, протоколот замениците не се тука, не се ни во галерија, а утре ќе имаме пратенички прашања и сите ќе дојдат. Ние идеме секаде на улици, идеме на избори, идеме на митинзи, а децата не знаат што ќе прават. Родителите не знаат што ќе прават. Има друг проблем. Дали приватните фирми ќе ги отпуштат од работа сите овие жени? И не само жени, се разбира, оние родители што имаат мали дечиња. Тоа е тема што треба веднаш да се реши. Зашто само се носеа решенија во вонредна ситуација, кои беа важни на опозицијата да им се скратат минутите за изборно рекламирање, односно да настапат повеќе минути. А оваа тема ја заборавивте и честно е да признаете. Честно е дека сме единствена држава што не знаеме што ќе правиме за неколку дена. И јас слушам вчера онлайн учење, така натака, треба компјутери да се обезбедат луѓето. 40.000 луѓе не може да обезбедат компјутери. Наместо, господине Заев, да давате ваучери за туризам и така натака, и тоа е во ред. Тоа е вашиот план како граѓаните да ги измамите, може би, из избори. Направете сега честно за сите овие родители. На крајот од денот, еден куп службени телефони има. Еве, јас прв се откажувам од сите. Направете го и вие тоа. 40.000 деца. Значи има многу луѓе, многу дечиња што не може да следат настава. И тоа е една, според мене, многу важна тема, бидејќи се наближува кај да ќе започне школската година. Се надевам дека ќе имате обзир ова да ви биде прва работа.
Јас не го гледам тука ни заменикот за труд, не го гледам ни заменикот за образование, но се што имавме да кажеме, поднесовме амандман да се купат овие уреди за сите деца, дори слушнав не може ова да се набава, не може цитна набавка веднаш да се набава. Ако сакате, вие можете. Но зашто тоа не го правите? Ако нема средства во буџетот, легитимно е, кажете го. Тогаш е оправдано, но има можност. Се работи за децата кои се главна водилка оваа држава. Ако за нив не се грижиме, да си одиме сите од тука. И втора работа што за мене е исто така многу важна, а тоа е идентитетот. Прашањето што моментално е за Гоце Делчев. Тоа е многу важно прашање, бидејќи е главна тема во општеството. Главна тема е историјата, главна тема е она се што е македонско. Ако не постојат македонци, македонски јазик и македонска историја, тогаш не знам дали со оно што сите го имаме за Европска унија вреди да го тераме ако ние не постоиме. Јас кажувам одговорно, мора да се бориме за овие прашања. Добите сила и храброст и кажете дека Гоце Делчев е македонец. Убаво ќе се чувствувате. Не мора од се да правите политика. Има емоција во оваа држава ке многу народ, ке многу луѓе. И навистина не сака да се тргува со интересите. Но тоа прашање изгледа треба пак политички внимателно да се разгледува, но за мене тука нема дилема. И јас себе гордо кажувам пред целиот македонски народ дека ние сме македонци, ќе збориме македонски јазик и да, историјата ни е македонска и тие револуционери се македонски. И затоа опозицијата излегува на протести, излегува и за скапата струја, излегува и понатака за реваншизмот, за насилството, за оно што се прави на опозицијата. Впрочем, многу добро знаете. Кон мене бомби, куќи ми запалија и така натака. И не ви обвинувам вас, ниту еден друг, а никога да не му се случи. Но за жал, тоа се случува во Македонија, господине Заев. Има прашања што се ставени на работ на ово општество и не ви е важно целта која ќе ви биде само за да останете на власт. Не е добро. Знаете зашто? Овие две прашања што ги кажувам, за овие прашања треба лидерски средби или консензус да направиме ние помеѓу власт и опозицијата. Ова се прашања што ги задира секој еден од нас, секој еден македонец. На крајот од денот знаете дека си ги вадиме очите, ние на крајот користи само дуи. Гледате сите овие што ги предлагате на 16 позиции биле. И се ротираат и во време на ВМРО-ДПМН и во време на СДСМ, односно во оваа ваша власт. Иако се навредувавте, тоа е еден театар што го направивте пред изборите, договорен театар меѓу вас, само за да добиете плюс политички поени. Нема да трае долго оваа власт. Оваа власт нема да трае бидејќи основните и главните прашања не ги решавате. Наистина не ми е гале кој ќе ви биде заменик министер. Ако е квалитетен нека работи, ако не, вие ќе си имате мака. Вие од власта. Не слушнавме ниту еден збор дали ги бива луѓето или не. Но ајде кажете, дај да разговараме за овие работи што се важни, што се најважни за граѓаните. А тоа се подобри услови за живење, за нормален живот. Како вие граѓани сите во оваа пандемија да имаат подобар живот. Пред неколку дена слушнав дека во некои земји каде што има зголемени случаеви на позитивни, министри си даваат оставки. А кај нас и во Министерство за здравство се менуваат протоколи зависност дали ви треба уште 5 столчиња плюс или не, а на крајот од денот никој не сносува одговорност. А ако има потреба за нови избори, пак ќе тераме избори. А децата не можат во школа да идат. Тоа е за жал нашата Македонија моментално и сега. Затоа прво и основно што треба да направите ова, според мене, без деца нема нација, а без нација не постои државата. Благодарам многу.